За тешко болната и неподвижна наставничка од Таринци Милевка Јанчева ќе застане селото Таринци. Жителите се запрепастени од нејзината состојба која е крајно нехумана и трае предолго. Не е уред. Не е уред. Тоа кој како си заслужи, така си прават. Не. Па не е убаво шо? Абе не е убаво како се убаво. Мајка да заклучуваш да исклучиш струја, на шо личи тоа е? Чувала го да мрвка меса го чувала и да исклучи. А ако не, нека и стае друг струјомер, нека си плаќа. Посебно ако сака и така разбереш. Проблемот со некогаш познатиот педагог од местното училиште рамнодушен не остава никого, ниту пак градоначалникот Виктор Паунов. Да, тоа е еден емотивен момент кој што ме допира и мене, запознаен сум со целиот случај. Се обидов да разговарам со самото лице, да на некој начин и ние како општина и јас како градоначалник чувствувам некоја одговорност за да можеме да го решиме овој комплициран проблем. И повикувам пред се институциите да излезат за да асистираат и да помогнат во овој случај. Доколку граѓанката пријави кај нас и доколку имаме податоци за што е оно што се случувало во поглед на ситуацијата, значи доколку имаме повеќе детали за фактичката состојба, би можеме навистина да возможиме услуги во согласно законот за бесплатна правна помош. Со агонијата на Јанчева, жителите на Таринци не се согласуваат, а за решавање на состојбата размислуваат на следниот начин. Како да се реши? Тоа е треба сини да се го реши и она, и мајка му, да се договорат и да го решат проблемот. Како се решил? Мора па институциите да реагират. Иначе не може. Оно треба, ама кој виш? Виш какво време стана, никој не гледа. Па оно ќе застане селото, 100% дека ќе застане, ама не сме сигурни. Чим не си видел, не си присутен таму и не знаеш што е како е. Па треба ли се, сад човек, ако не подвижен, ако не покрета жена да држиш и... Случајот со 78 годишната Милевка Јанчева на јавноста и стана познат по сторијата на телевизија Стар, кога таа самата раскажа дека струјата е исклучена од синот, дека е премрзната и неподвижна во постела веќе 14 години.